таа точка до оваа точка, како сум се променил, Да. и како човек сум се променил, затоа што кога ги запознав, поготово тренерите, а и играчите, имам сосема друг поглед кон животот и кон спортот. Претходно онака било, значи само од трибини, од екран. Еден поглед на светот, ово е дрво, ово е цар. Крај на приказната, дрвото да го ископачиме, нели, на царов престол, ама не е така. Тренерска работа е најтешка работа. За мен. И не само најтешка, него неверојатно неблагодарна. Да. Ја не сум сретнал работа која што е толку неблагодарна. Да, Значи една мала грешка, еден мал сплет несреќен на околности пресудува човек. И кога се победува, играчи се, кога се губи Тимот. тренерот. Значи, Тимот. и јас викам, тренерска работа е физичка, психичка, најтешка. Значи, Менаџерска. све. Психолог треба денеска да си Психолог. повеќе. Реално прави мора, у денешно време треба да си повеќе психолог кај играч. И кај децата. Бев летоска во... Почнавме ја и ти. Почнав, да. Ајде, дајме сигнал, да. Ајде, чекај, немој, чекај да тргнеме. Тргни слободно, нема врска. И да го спомнеме сега на таа тема Икичите, покојните Мелковски. Тука разговараме, он ми е пријател, сме се запознале по оваа другава моја линија сервисна, имаше Рено Меган, па по некоја игра на случај, тој Меган беше мој, па еден прекупец, трговец кај него и станавме пријатели. А после му кажам, слушај, да ти кажам, и со вие прво, нели, на почеток да ви кажам, јас сум голем ракометен фанатик, љубител, ќе си дојде тука кафе, ќе пиеме, ај кажи ми сега, што гледаше викендов, ја пак ќе го прашам, кажи ми за овој, ќе го биде или нема да го биде. Мене за младите од секогаш ми било интересно и се договараме, ќе снимаме емисија, ете имав среќа да со него да се знаме и да разговараме, и му се пали цигара. И вака, запали, како бе, запали, викам, ова не е телевизија, ова е сега нова димензија во живењето, да. Нова димензија во живењето. Па запали цигари, па му звони телефонот. Викам, јави се, бе, како да се, бе, јави се. Многу големи беше, да, посебен човек. А мислам дека работи некои што се спонтани се многу поубави него нешто кога све местиш, кога намешташ, така. Така ја бар мислам, така ја и живеам, уствари. Еве, ја и ти се договараме за овој разговор една година, уште малце јубилеј ќе биде. Требаше со некој. Требаше со шампањско, да. Со шампањ да отвориме. Значи, ја почнувам се од позади, значи провокацијата за да разговараме на ракометни теми во ваков формат, нели, пошто се гледаме со години по сали, беше за мене нешто многу прекрасно, важно, посебно за мене, а може да мислам за тебе како било моментот кога ЕХФ ја прогласи Индира за член на куќата на славните. Ја сега сум знаеш. Сега ќе ти раскажам тоа, пошто тоа е многу смешно. Смешно е од таа причина што јас добивам мејл од ЕХФ, од ракометна куќа федерација, и добивам мејл и јас викам на сопругот, викам, види, ЕХФ прави убаво европско, нели, европско првенство, и тука ми покажува дали сакам да дојдам и со партнерот, ако сакам да дојдам, све ни е платено, да бидам, и вика, реко, изгледа нешто сакат можда да дадам некоја награда, као се сетија на овие. И вика, Зора, па не знам кога, и јас кажувам тогаш, викам, ајде да одиме, шо? Јас сакам ракомет, мислам, тоа е нормално, ракомет ми е живот, и викам, ајде таман да се мало меѓу луѓе, што викаме ние да се споиме, и викам, окей, тамо требаше да прифатиш дали доаѓаш или не доаѓаш, и јас праќам, доаѓаме. И викам нас, окей, има еве и кодекс на облекување, реко можда и ќе давам некоја награда, пошто таму ќе добиват награди Гицел, оној голман, реко ќе добиват награди за најдобри во сезоната. И викам, можда ја реко ќе дадам, ќе биде All Star тимот, можда ќе дадам на десен бек нешто, и окей. И толку, месец дена помина, ништо, ние немаме појма. У моментот ми стига порака, ај честито нека е, у куќата на славни. И јас отварам, 24 ракомет, пушти. Ја му се јавам на Горан, ти да не си греш. Он вика, зашто? Абе, не сум ја у куќата на славни, они мене ме викнат, ама вика Индира. У тој момент отварам телефон, на Инстаграм ме тагна, јас сум старија жена, ме тагна и вика куќата на славни Индира, и јас тука.
у шок. Стои. Ја и сопругот, што викаш ти, немаш емоции чудни, некоја среќа, возбуда, солзи, тоа, знаеш, онака, ти се сетија, знаеш, стварно некое чувство не може да се опише. Мислам, и онда почна луѓе да честита, да се јават. Тогаш уствари сватив дека Зашто? като на славни. Дека не даваш награда дека примаш. Дека не давам награда дека примам. Али така беше и кога им и они викаат, зашто не кажа ти бе? Ја викам, луѓе, не знаевме, ама стварно викам на Зоки, кога раскажуваме, ќе мислат дека сега се лафолира. Звезда. Викам, не бе, луѓе, и отидовме таму. И стварно, чувството, како го тоа све изорганизира, како го направија, како ти дават значење на секој играч што помина, што беше организирано перфектно, све те чекат, на аеродром те чекат, у хотел сместување, вака. Стварно е едно да се чувствуваш како важен и среќен што си дел од целата таа приказна. Ти си дал максимум од себе, ти си играл колку што можеш, давал си колку што можеш, и онда некој после толико години некој кажува, чекај, не сме заборавили, не само мене, него беше таму и у ист момент и Луминица Динов доби со мене, така да и среќаваш луѓе и Бори, мислам баш таа година или Бори. Вие бевте втора сезона, втора генерација на. И така убаво, и онда европско и гледаш и надпревари, мислам што е нама тоа најубаво, али дружбата таа после надпревари, кога ќе видиш некого после 10-15 години, така чувствата се многу убави, многу, не знам, преубаво. Нема зборови, да не кажувам сега да се фалам, али нема зборови за тоа, стварно. Ние сите тој термин куќа на славните го знаеме од америчка спортска индустрија, нели, НБА, НФЛ и бейсбол, што се нема. Керкан и у Америка, да ти кажам сега, и јас ја кажувам и ја праќам нормално тоа, и она сега, да, и она сега им покажува на работа нормално дете, како секој дете, да се пофали мајка, и они сите, вау! Ја викам, што е сара, мама вика, они како изреагира, jer кај нив е куќа славни кошаркари, кога ќе влезе некој куќа славни, тоа е нешто народен герој. Народен герој, така. Вау, твоја мама, знаеш, а ја онака, еве сара види. Она вика, вау, овие сите, мама вика, каже како изреагира кога, jer стварно кај нив е куќа славни, нешто. Навистина е престиж. Колкава е Америка, колкава е спортската индустрија, колку има врвни спортисти кои што никогаш нема да припарат. Да, и што не знаат што е ракомет. Да. Колку бевте во таа втора генерација вкупно? 20-тина? 20-тина, да. ЕХФ бидејќи малце доцни, можеби првите 2 години така сакаше малце по... Да, веројатно малце повеќе, да. Број, јас мислев, они тоа прават, јас мислев и ова година дека ќе има, искрено да ти кажам, ама веројатно сега ќе направат, пошто ние сме тие што по-возрастни, да речем, по-давно што беше, но можда сега ќе фатат некој ритам да има да имаат као американци имаат класа, таа класа, тие излегуваат. Али стварно браво им што им текна тако нешто и стварно убаво. Да. И од Македонија, од Балканот, сега за сега само Индира. И Кире. А нашките не ги прима. Има повеќе таму. Од башките повеќе ќе. Добро, нема везе и Кире. Тука и Кире беше сега исто и со нас беше, пошто они онда те викат како гостин. Кире беше на првото, они сега ги викат така како гости ако сакат да дојдат нормално да бидат дел од приказна, затоа што ете опет си влегол во фемин. Дали ти поминува слики назад? Тие слики секогаш остануваат. Ние се дружиме, што сме девојки од Кометал тука и се дружиме цело време кога можеме, затоа што сите со своји обврски али сакаме еднаш месечно или еднаш у 2 месеци да се собереме и секогаш се тоа зезање, секогаш е тоа ова вака направила, ова така се сеќаваш на таа утакмица. Сега Клара баш дојде од Германија, па и со незе се видовме, па она ке ни раскаже некои работи, со незе одавно не се немаме видено, па така смеење. Види, мислам дека тоа е едно позитивно затоа што е тоа еден дел од живот што стварно никогаш нема да се заборави и тоа се у суштина нашите најубави години, мислам спортски најубави години. Тоа е нешто што секогаш ќе ни остане во сеќавање и убави работи. Дали кога се врати малце по... Не. Со член куќа на разглавните. Не, Зоран мој, он е тако шалинче, еден, он така делува. Секогаш строго, тони сите викат леле строги, не, луѓе, он е стварно... Ја памтам еден, извините прекинав, памтам еден тајм-аут него во Вардар која беше во тие првите години.
нели кога он го презема, не знам како беше, да. Вујовиќ или кој беше, и Кастратовиќ еден тајмаут Борис Трајковски, тој вика тајмаут, нешто на Вардар не му оди, и еден од играчиве нешто, и овој само се врти, дечко, овде ја говорим. Сак! Али е позавидно. Кај него е, кога се работи, кога служба е служба, дружба е дружба. И тоа е, ја тоа почитувам, ја мислам дека не само во спортот, него и у животот, ако има дисциплина, може да се направи нешто. Ако нема дисциплина, не можеш ништо да направиш реално. И кога куќата на Славни и Сабајле, ке ме утепа што кажувам, ама нема везе Сабајле, искаче, станува и искаче пред врата. Викам, каде одиш ти бе, човече? И враќа се, отвара врата и вика, да видам како е чувство куќе на Славни да се влезе. Браво. Викам, плего, мајка. Изгубиш без светло. А, коде? Чекай да видам што се случи. Ние сме убави без светло. Да, не знам што се случи. А, контакт. Ова испадна. Сега, што е убавината на подкаст? Сега ова ние немало постпродукција да го сечеме, да го си оди. И тука сме слободни. А, коде? Една година нешто се обидовме на Европско првенство да го испратиме со една телевизија и генерално беше за мене многу полесно, доаѓаат со камери, со светла места, се, ама проблеми милион. Зашто не си исчешлан, зашто не си избричен, изгужвена ти била маицата, гостинот му пишувало тука скопско пиво, не знам ова, она, и баталивме, викам, ова е Веќе оди, да, друга димензија. Сега, еден скок квантен наназад, 1997 година, јас сум во војска, во Тетово, под стари, ама ја под стари години одам во војска, пошто мојата генерација беше таа несретна генерација на војната во Југославија и ние што бевме запишани на факултет имавме таква можност. Тоа беше со години веќе така, сите што се на факултет можеа да бират војска или факултет и ние повеќето не знаејќи што ќе ни се случи, одбиравме факултет, као демек тоа беше наративот постар, поискусен во војска. Да. И всушност се спасивме од тоа и затоа јас под стари години отидов во војска, завршив факултет, абсолвент, нешто ова, и одам во војска и сум во Тетово и 1997 година, а ја фанатик по спорт. Ама од ти памтиш во бивша Југославија гледавме се. Да. Пинг-понг гледав. Пинг-понг гледав. Така, пинг-понг, значи кајак. Што се не гледавме и сега ракомет. Македонија е на светско првенство. И ја во една училница таму сам телевизор да се изборам да пуштам, што гледаш, бе, ракомет гледам светско првенство. Ти пола не знаеш што е тој спорт ракомет. И се тресат столици, ја викам, доаѓа старешина ме казнува, викам, Македонија игра на светско првенство. Женска репрезентација на Македонија, Индира Кастратовиќ, топ стрелец, ние чуда правиме таму, не знам сега, ти кажав со меморијата, сум слаб, некои шведски, норвешки, дански нешто победи? Данска победи. Светски, европски, олимписки шампион. И не, најинтересно беше. Тоа се сеќаваме и тоа цело време раскажуваме. Отидовме во едни тренерки кошаркарски. Значи, ние отидовме таму како аутсайдери и така не сите сматра аутсайдери. И ние сами викаме, ајде, прв пат Македонија оди како самостојна држава за колективен спорт. Кажувам, прв пат оди негде на некој од светски првенства. И ние... Извини, како се пласиравме? Дисквалификација? Така, значи... Да, дисквалификација се пласиравме. Шпанија е, мислам дека Шпанија. И одиме на светско првенство. И ајде, прва утакмица, окей, не знам кој ми беше прва од сега, утакмици распоред не знам точно, али Данска е, мислам, втора можда светски, европски, олимписки шампионки. Они, ние усоблекувална викаме луѓе, ајде не се брутаме. Да не утепаме. Тоа е тактиката? Да не тактиката е да не се брукаме. Да, ама танки, не знаеш, ние ти ги гледаш на телевизија. Ти си гледал на телевизија Олимпијада, светски првенства и европски првенства, они сега ти требаш со нив да играш. Ања Андерсон, чудо, појам. И викам, ние орос игравме. Ајмо да се опуштиме, jer пак ќе кажеш нема грч, нема стрес, али има, пак ти у себе некако сакаш. Самата дефиниција спортист. Да, и сега, ајде да се малце олабавиме, ајде, македонско девојче, играмо се облекувална, пееме, ајде, за нас, за кого, за нас, искачај за Македонија, ајде, ќе дадеме, и почна.
Ние у еден момент водевме 9 разлика. Заврши еден, мислам, разлика победивме, али то беше, они искача, они не знае кај искачат. Кој состав беше тоа, може да се сетиш? Кај кого? Кај нас. Кај нив не ги. Кај нас беше, кај сега, ќе ти кажам, Гордана Нацева, Оксана Маслова, Дана Филиповска, јас, Клара Боева, Мими Чупич, Вале Радуловиќ, Љубица Георгиевска, Елма Пршеш, Наумовска? Билјана Наумовска, кој уште ќе го нека ме извини, ако го заборавим Нека се јави. Нека се јави. Тоа ја не можам да пофатам, знаеш, гледам оние Добро, позиции, и да. се позициите, како беа позиции, што беа, али беше стварно луде. И онда, ние отидовме, никој не гледаше, то сам ти викаш, никој не Јас сам гледаше. гледав во... И после некое време мене Зоки ми вика, жена, ја викам, молим, нема на улица жив човек. Лудило. Нема на, ја викам, кај бе, нема на улица жив човек, вика, сите гледаат рака. Тај бе. Јас седам до соба, ја и Вале и Лела Велкова, да не ја заборавам, те молам кума да ми прости. Да, ми прости. Сега си прашам филм кој е све со Лела со. И ја и Вале вика, ти си најдобар стрелец до сега. Викам, ајде бе Вале. Ќе одиме ние дома, пошто група и онда се враќаш дома, испаѓаш и седиш. Не е како сега играш тај некој светски президент куп нешто, него одма, чао, пријатно, викам, Вале, ја можда сум сега најдобра, али то ќе помине, ќе си отидеме ние дома. Да, ќе продолжа, да. Зоки ми вика, жено, парламент за пауза прават ракомет кога се игра. А ние, значи, кога дојдевме у Берлин, беше прекрижена крижа, пошто никој не очекуваше Македонија дека ќе дојде, па после ја пишува Македонија. Затоа што ние бевме као аутсайдери, ние ќе се вратиме дома сите, али ние победивме тамо и отидовме во втор круг. На нас да не ни падна Германија како домаќин. Како домаќин Германија ние бе отишли подалеку. Затоа што таму полна сала, ние многу изморени. Емотивно, физички. Секако. Затоа што отидовме допинг и ме викат мене, Козма Валентина играше за Кометал у тоа време, за румунска репрезентација и она доаѓа у соба кај нас и викам, што ти е тоа? Вика, на витамини бе. Ја викам, окей, па вие пиете, рекол. И на допинг одим. Одам ја на допинг и вика, што си пиела денеска? Ја викам, кафе. И она вика, добро, што друго? Па второ кафе. И она вика, витамин? Не. Ние немавме ништо тие суплементи до плюс и ние после некое време више организам, јас на тоа светско првенство имам ослабнато 4 кила. Тоа е исцрпувачки, тоа е стварно притисок, стрес, напор, физички, значи, али не би се менјавал. Значи, тоа таа година и ден денеска, еве 97 година, тоа е 28 години. И ден денеска се некои слики онака у глава, убавини, зезање, дружба, друго време беше. Мене тој период, токму тоа светско првенство, во своите анализи, го сметам како пресвртница на односот на силите во македонскиот колективен спорт. Затоа што после тоа светско првенство и во годините што следеше успехот на Кометал, јавноста го запозна ракометот. Претходно беше тоа некоја металопластика, што сме ја гледале, нешто далечно, нешто недопирливо, наше, југословенско, супер, ова, ама некако, тука знаеш ти дека ги имаш Вардар, Пелистер, имаш тие некои клубови играат, Југ, Пролет, нешто постои, ама некако, како нешто, као... Па добре, види, у бивша Ју имаше и некако републики, посебни спортови има, некако секоја република се знаеше кои се спортови под најдобри, кои се подобри и то се форсира тие спортови, затоа што ние сите спортови имавме олимписки, светски, европски прваци, така да тачно имаше некој систем каде и како да се направи. Добро, Пелистер беше сериозен, меѓутоа пак велам некако фокусот се уште не беше осамостојување, па некој наратив македонска фудбалска репрезентација, па некои големи очекувања, сега Панчев. Такви, јас барем така сум ги доживувал времењата и мислам дека после тој настан, после тоа светско првенство, после тие годините на Кометал и 2002 круната на сето тоа, како се да се смени. После пак имавме некој вакуум, еден известен период, па мажите отидоа
таа некоја 2007-2009 на некое светско исто како вас привлекува внимание со Кометали 2004-2005 имаше па игравме ние пак финале Лига шампиона, да. Онда 2008 европско првенство беше кај нас, мислам, у Македонија за жени. За жени. Да, за жени беше тука. И тука бевме исто нешто добар пласман. 7 или 8 место, така нешто не да. Али добро, тогаш стана ракомет број 1 во Македонија, мислам, почна од 2000-та некако. Дали може да кажеш дека имаше среќа или едноставно е плод на твојата работа да ја освоиш Лигата на шампиони како играч и после еден период да бидеш постојано на Final Four како тренер? Па, и види, и работа, и среќа. Ја мислам да у животот за све треба малку среќа. Да се најдеш, што викам ја, у право време на право место. Можеш да бидеш и да работиш, и да... Колку играчи има во светот и тренери кои толку се трудат, толку работат, али им фали таа некоја мала среќа, нешто така да ги бутне да бидат на право место. Jer јас мислам дека стварно многу има спортисти и тренери кои сигурно можат многу да дадат, ама не им дојде таа шанса некоја... Коцките не им се сложија и не направи, ама мислам дека, знаеш како викаме ние талентот е 10%. Големо одрицање. Знаеш кога ќе кажат сите кога ќе гледаат спортот, сам си кажал пред него што уклучивме камери дека сега сосема различно гледаш све. Затоа што сите луѓе кои гледат од страна, они викат лесно е тоа, не е ништо. Кога ќе видиш ти колку работи мора да се сработи, колку работи мора да се одрекнеш ти како особа, па твојата фамилија, па твоите најблиски, да би стигнал до нешто. Сите се заложници на твојата кариера. Апсолутно. Значи, не е тоа само изашла индира на терен, одрадила, истрчала, дала голови и отишла дома. Да. Не, тој е процес, еден голем процес, животен, ракометен процес. И оно што викам ја, и треба стварно и среќа, и треба, ние имавме и среќа што Трифун дојде како спонзор, како остана, бевме како фамилија. Он е така уствари сплоти сите нас да останеме. Не забораваме дека пред да освоите титулата Кометол беше казнет. Сите мислевме дека тука веќе е готово, дека кој мили мој. За мене тој беше најубаво. Да, знам. Не текна сега, да, знам. Ти искористи тоа, знам. За мене е тоа најубава година. Ти искористи тоа. Да, али пак со договор со Трифун. Значи, он нас не сматраше како дел од негова фамилија. Ние бевме, не беше спонзори, играчи, дај пари, ти трчи толку, него стварно бевме сплотени, они цела фамилија Дизи. Ние и ден денеска сме со Дизи, се дружиме и стварно е како мајка ни. Тоа е нешто посилно, не можам ни тоа да објаснам, дали е тоа такво време било. Кога ќе кажеш ти, кога ќе гледаш, ќе кажат, па добро, какви ракометарки бевте? Не само ракометарки, ние бевме како фамилија. И мислам дека е тоа нешто што не крена во височина и што освоивме. Што го одржи. Јер можда некои години имаше и подобри играчи, али не направивме ништо. Него требаше, што викам ја, и среќа, и работа, и да се све сплоти, коцка да се састави, да се направи голем успех. Ништо не е лесно. Знаеш, кај нас на Балканот, нема да кажем Македонија, него ќе кажем на Балканот, сите сме стручници од страна, одавде. Јас ќе викам зошто не му игра оној. Само тренерот знае зашто он не игра, затоа што он можда цела недела нема тренирано, затоа што нешто му фали. Али ние тоа не знаеме, поред малите екрани или на трибини. Ние само сакаме да кажеме и да си свој, овој или ова, што е денеска или толку сплет некои работи има многу да би дошло до нешто. Али јас пак го сакам спортот најмногу на свет, тоа е мој живот, јас со него поминав многу убави работи, многу тешки работи со повреди и све, али пак тоа е нешто што мене ме прави таа што сум сега. Знаеш дека во пошироката јавност, прво, ќе го повториме. Два пати ќе го пуштиме. Знаеш дека во пошироката јавност тебе те сметаат дека си лев бек? Ја толку пати имам и дури ја ќе кажам, чекај човече, лев или десен. Затоа што пукам со лева. Многу е тоа, знаеш како најдобриот е лев бек, а ние нас, па двајцата најдобри ни се десни бекови, така? Левуче. Многу интересно, левуче. Да. Тоа исто беше хит со децава кога ги носевме по сали, ќе прашаш некој од тренериве, Здравка. Демек, дете имаме за дали е левак.
Да. Не. Демек такви као ваше го има многу. 30-40% ако ти е лева рака, одма 30-40% Готово, да, си репрезентација, трес, мушија за репрезентација. Дали, ова што го кажа многу убаво сега, дали слична енергија имаше и во периодот кога дојде Самсоненко во Вардар? Да. Затоа што таква приказна слична имаме чуено и од Дебиров. Да. Нека нешто Има, така... стварно. И јас од прв ден сум била тамо со Сергеј, така да која со мене има среќа, и во твоја сега ќе биде. Така, апсолутен хит. Али убава приказна и Сергеј направи. И Сергеј многу брзо направи и да се освои Лига шампиони и да бидеме во врвот. Јас му викав полека, не бе, дај да видиме кој се најдобри, што се надобри, како имаше некоја визија и стварно некако се направи и се сплоти. И ние 4 години поред бевме на Final Four, ете фалеше таа една да се скала да се прескокне, али со мажите па 2 години освојување на Лига шампиони. 3 Final Four, 2 освојувања. Да. На кој Final Four беше тој еден легендарен твој тайм-аут? На првиот? На првиот? Да. На полуфинале? Да, со будуćност кога не утепа будуćност, мислам на продолжетоци. Страшно, али добро. Аве сети се, ајде. Не, на будуćност, Така, будуćност. Будуćност Последна минута? Да, будуćност пасивна беше на и Јуле од покојна е, Бог да е прости. Душа ме боли за незе, она од 15 метри шутне влезе, али јас пред тоа дадов. И тоа ти викам, некем Јуле се сетив, тоа е стварно трагедија. Да. Следната година пак Final Four, следната година пак Final Four и сега станува како рецепт за успех. Али да ти кажам, јас не би менјавала Final Four со на нашето што играв. Да. Друго е, кога ќе дојдеш дома и твоја публика. Океј, убаво е Final Four, нешто се така прави, али друго е кога ти дома играш пред своја публика и кога ќе освоиш и кога ќе дојдеш одма после пола сата на плоштад, а друго е кога си тамо, малце луѓе може себе да приушти, реално правиме муабет, малку луѓе од кај нас, од кај Македонија може да си приушти да иде тамо 4 дана, све мислам и прво е голема конкуренција, второ е многу скапо. Да, све е тоа и друго е кога има друг шмек. Значи вечерта кога Кометал освои, ние гледаме дома друштво едно, од кој што пак само ја фанатик за ракомет, другиве се нешто уметници ми беа такви, и ден денеска ми се такви. И они кога ми го гледат подкастот, уметничкиот дел го барат, викам, манете се таму за ракомет збориве, за пасивна, за... Ама и ракомет има уметност во него, тоа е нормално. И ја полуден, викам, луѓе, одиме на плоштад. И ги собравме, се собравме во 2 коли, одиме, и вакво имаме едно сеќавање. Значи, тие години после нели таа 2001, таа војна, тоа не знаеш што ќе биде со Македонија, ќе не биде, нема да не биде, мртви, загинати, се гори, тенкови, значи некоја нервоза имавме сите, и ние одиме по улица и сите сваќаме дека никој на никого не му свири, дека никој на никого не му крева рака, не го тера кај што тера, него дека наеднаш како во филмовите оние од Холивуд со волшебници, наеднаш цело кралство ема гепсано. Да, така беше. Стварно така беше. Сите у зелено-жолто. Сите. Сите срекни насмејани. Некако посебно беше. Посебно беше. Тоа што викаш ти 2001 и луѓето се сплотија, никој не размислуваше од кај си, од што си, кој си. Него така беше како една целина. Оно пак се враќаме на коцка и некако сите. Луѓето чекаа, јас се сеќавам, ние моравме да останеме у сала, па да ни дадат оние медали, да дадат сите тие работи. 2 сата, не знам колку на плоштад, луѓе сега почна да врне. Да, веќе беше полн плоштад. Почна да врне, ние кога дојдовме горе, кога се качивме на бина, тоа беше прво да стигнеме до бина. Али и ден денеска, позитивна работа и што ја не можам да објаснам на другите од бивша Ю и од другите ракометарки спортисти, и ден денеска кога ќе поминеме,
Нас луѓето не познават, насмеани, леле, Индира или било која, како си, што си, значи ден денеска се сеќават луѓе и уживаат у тоа. Јас нема да заборавам, Наташа колега беше, она беше година пред тоа, пред него што ќе не казнат, нели стигнавме тогаш до финале. И не казнија и година дена пауза. И она вика, леле, како те овде сите трчат по вас, кај нас ќе ни кажат, овие, ја на наплатна рампа, они, леле, Индира! Она вика, кај нас ќе кажат, нека плати тука, она има пари. Вика, Драгица Ѓурич, вика, леле, ја освои Олимпијади свет, кај нас нико ништо. Не можем да ви објаснам овде какви се луѓе. Тоа е нешто што не се плаќа со парите. Таа хармонија, таа луѓето кога ќе те видат па онај осмех нивниот на лице, дека позната личност, ја знаеме, тука е до нас. Да, стварно е, тоа нема никаде, него само Македонија. Дали тоа беше една од причините што останавте ти Зоки овде? Па да, јас се скрасивте. Да, 98 таму негде после светско првенство има многу понуди и од Виборг и од другите клубови во Данска и секаде, ама имаше удели Трифун затоа што такав однос имаше и никогаш не ми беа, некако тоа време не беа нешто приоритет. Јас многу пари добивав во Виборг и викам на Зоки нема шанси. Ја вика што е жено? Ја тамо ќе умрам. Вика зошто? Не можам у Данска, ладна, никаква. Не е све ни у парите. Не е све, јас кога сум срекна, задоволна, исполнета како што сум Македонија, тоа не се плаќа со парите. Тоа е нешто што не знам, треба да се доживее. Не, сега све нешто трчиме за парите и онда после ќе седнеш дома со парите и што? Со кого ќе делиш таа радоста? Не знам, ја така размислувам, можда ќе кажат кога ќе гледа вашата збори, али тој е да влезе у куќа на славница. Апа, сега е слава. Не е така. Поминува време, да. Зборуваме за убави работи, затоа. Абе не затвора. А кажа, подам бамо и викам, Индира, ќе се сконцентрираш, ќе бидеш умна, немој многу да зборуваш. Ама тоа е за на телевизија. Тоа е за на телевизија. Ти кога свати дека ова не е телевизија, друга. Во Вардар малку фалеше за таа Лига на шампиони да се освои, ама беа луди времења. Ние ностоп се споменуваме на тоа, значи Лига шампиони, мажи, Металург, Вардар, жени, Вардар. Да, и Металург беше тогаш исто. Металург беше сериозен. Да. Одевме на секоја утакмица, сите одевме у Борис Трајковски, мислам тоа мораше и на секоја утакмица. Убаво беше ствар. Некако другчија, не знам. Сега, има и сега. Пелистер има. Пелистер уствари Лига шампиона, немаме само Пелистер, ние сега Лига шампиона. Само Пелистер не е Лига шампиони, Вардар игра Лига Европа, еве годинава не е лош, Пелистер не е лош годинава, освојуваат бодови, победуваат. Охрид не е исто интересен во... Да, али треба и за тоа треба за се да се почека малце. Мислам дека и Охрид може да биде и сите други. И сега да дојдеме малце до потешкиот дел од разговор. До женски раковец. Чита мисли, Индира. Ајде. Не чита мисли, тоа е реална слика. Мислам дека не се вложува во женски. Дали е проблем само во парите? Јас со години се занимавам со таа тема, вредноста на ваучерот за машките и вредноста на ваучерот за женските. Бројот на клубови машки, бројот на женски. Конечно сега добивме некоја поделба, мислам дека еден позитивен сигнал дека малце ќе има можност да се сконцентрира квалитетот. Имаме нели прва лига, втора лига. Се трудиме да имаме што повеќе. Дали е тоа толку многу комплексно или на крај ќе се сведе само на парите? Па види, уствари све живот цел ти се некако врти околу да имаш нормално некои нормални пари. Клуб ниеден нема женски да вложува колку се вложува во машки. Сите машки клубови да ги израчунаме колку има странци, jer без странци ние можеме да кажеме странци се овакви или онакви, ама јас сум пред се странкиња натурализирана македонка. Мислам да се донесат можда 2, 3, 4 квалитетни и да има некој клуб кој ќе донесе квалитетни ракометарки од jer види никаде Маđarска, Унгарија, Романија, никаде без странци не може да се игра. И у машки и у женски. Во Германија не игра. Во Германија, мислам ете Германија ќе седнеш да гледаш, јас пошто со сопругот гледаме сите можни надпревари, машки, женски, репрезентации, клубови, Лига шампиони, Лига, добро, жените не гледам толку Лига Европа, али Лига шампиони, да. Сакам да кажам, никаде нема да нема странци, али да се ту квалитетни странци кои
ќе помогнат нашите македонки кроз нивната добра работа и нивниот квалитет да излечеме максимум од нашите. Јер ние све сакаме преко ноќ. Не може ништо преко ноќ. Мора да има трпение, мора да има добри спонзори кои ќе вложуваат не за една година, него за подолг период. Тоа е моето мислење. Јас ово се изнесувам моето мислење, затоа што мислам и така е Трифун направил со едно 14 години, 15, колку беше Трифун у Кометел, па ние после не знам колку направивме што направивме. Сергеј направи поинако, он зема доста странци, али онда влегувавме Final Four секоја година. Можда не мора одма да се влегува Final Four, ама да има еден континуитет и да има напредок. Јер ја мислам да ние сега треба да вложуваме во кадетки и пионерки, да би нешто за 4-5 години дошли до некој квалитет и до нешто да не бидеме топовска храна за сите други репрезентации. Јер ние ќе се собереме, ние прв сега собираме пионирки. Сите други... Во историја на македонски женски ракомет? Не, у историја, затоа што еднаш има Марија Нашевски кога беше генерален секретар, јас бев селектор на пионирки, тоа е таа генерација 96-97. Ама еднаш Балканијада беше и толку. А сега има континуитет, сега почнува. И ние сега ќе оди, рецимо кадетска или младинска ќе одат негде на првенство, и ние сакаме одма нешто да се направи. Не. Верувајте ми. Јас кога, пошто сум пријателка со сите и други, и Хрватска, и Црна Гора, и Србија, сите се луѓе што ги знаеме и што сме добри и све. Они одамно веќе имат овие селекции. Одамно се работи со тие селекции. Надпревари, собири, многу треба, али треба време. Значи, ја гледам Хрватска една која е многу напред од нас, а Црна Гора да не зборувам. Со вложување во женски, они па повеќе вложуваат во женски него во машки, али и они сега у машки категории помали дават една иницијатива да има повеќе, али све треба време. И треба да се направи една глобална стратегија за сите. Кој треба да направи? РФМ, Министерство за спорт или некој ентузијасти? Не може ентузијаста за цела, мислам да бидеме начисто. Тоа мора Министерство за спорт и ракометна федерација да направиме некако и сите клубови, затоа што без клубови нема да има ни федерација. Мислам, мораме сите да бидеме како едно. Јас нема да заборавам Јан Питли кога беше со мене во Вардар и он вика да Индира, ние вика не вложуваме во сениорска репрезентација. Ја викам како Јан не? Ние вложуваме сите пари, ги насочуваме на пионирска, кадетска, младинска. Они кога ќе дојдат у сениорска, ја више со нив само работам тактика, ја немам нив што да учам. Овде треба да направиме еден систем да они учат сите, да дојдат подготвени таму и ние више таму идеш турнири, тоа е више надпревари, тоа не треба. Мислам дека почнавме малце, али треба многу трпение и треба многу работа. Не само сите, и клубови, и федерација, и сите ние заедно. Дали, бидејќи сега веќе зборуваме не со Индира Кастратовиќ, член на куќата на славните, него со Индира Кастратовиќ, координатор на, да не сгрешам, на сите женски категории. Така, во Ракометна федерација на Македонија. Дали, а оваа тема еднаш дури ја начнавме и со Кире, кога беше гостен, дали отворено треба да зборуваме? Македонија е мала, многу малку луѓе се занимаваат со спорт, многу малку деца се занимаваат со ракомет, уште помалку девојчиња се занимаваат со ракомет. А ако се вратиме наназад на овие години на успех, еви кој ја набројат и таа прва селекција на Македонија, таму имавме 3-4 тогаш девојки натурализирани. Дали не е можеби време пак да го направиме тој чекор, да натурализираме неколку девојки кои што ќе подобрат конкуренцијата, ќе донесат квалитет, ќе донесат... Добро, да ти кажам, кога се ние натурализиравме, беше по-друго време. По-лесно беше. Сега не знам како да ти работи. Сега Хориха доби пасош, значи не е сигурно и сега нешто некаква трама тешка. Да, Хориха е од Украина ратот и веројатно за тие, затоа што јас... Значи само украинки да барам. Не, него јас, але не може, он мора да биде, да престојува, ја мислам, у држава 3-4 години. Не е више како што беше порано. Јас одма добив, ја лела, затоа што бевме од Југославија, кога беше, тамо беше ратот и ембарго и беа
Бевме Југославија. Да ги отфрлиме тие административни пречки. Не знам како Добро. се тие административни пречки, Дали како е дали тоа. може би сте размислувале на таа тема? Па сега И дали има смисла, еве подобро така да кажам, дали би имало смисла да види, да одиме во тој правец? Јас пак ќе ти кажам, мислам дека ја ти кажував за клубови не натурализирани, него да има повеќе странци. Јас мислам Да, тоа е јасно Јас ми е. мислам со тие странци дека нашите девојки ќе добијат подобар квалитет. Тоа е моето мислење. Ние сега во цела лига дали имаме 10 девојки од странство? Не. Па има, али за мене тоа не се толико добар, Квалитет. али затоа што луѓето што се у тие клубови толку имаат. Не може да се дозволи. Сакам да ви кажам, кога беше Кометал, кога беше Сергеј, друго време, други пари беа. Кога таа легендарната приказна, мислам со Лекич беше кога и се јавиле, дали ти се јавили, како беше, да ќе дојде човеков на аеродром со Не, па бев јас со него. Како беше таа приказна? Отидовме ние двајца. Прво нив требаше да ги убедиш, пошто у Вардар да дојдат, викат. Кај Вардар ние не игравме. И отидовме со Незе, со Јованка и сега се договараме 7 јануар. Ќе одиме у Белград. И мене Сергеј вика, па ја викам 7 јануар, Божик. Он вика, не се секирај, брзо ќе се вратим. И јас викам, кај ќе се вратиме, брзо, ништо не радим. Не прашувам многу. Вика, у 9 ни авион, викам, окей. Јас ќе дојдам, вика шефер, ќе дојде, ќе те собере у 8:30. Јас пак си чутам. Мудро. Викам, кај у 8:30? Ајде, вика. И одиме на аеродром, приватен, не знаев дека има приватен авион, влегуваме и слетуваме ние, ја се јавам на леки, викам, кај си? Ја вика, на аеродром. Да. Па викам, јас сум на аеродром, она вика, кај си ти? Вика, Индира, ја гледам горе. Нема летови од Скопје. Нема, што е? Викам, леки, ние сме на ВИП. ВИП. Она вика, кој ВИП? Кај е тоа? Викам, не знам, ние надвор да се чекаме. Така почна, ама види, тоа е убава приказна, тоа е стварно други времења. Да. Не знам. Пак, ке ти скажам, пак се ја наоѓам у тие сите убави времења, сум тука. Можда имам среќа, можда не знам што. Мора да е комплексно да е, не е само тоа. Значи, ајде, ја пак сега да го вратам прашање на маса. Има ли смисла да натурализираме девојки? Не знам, девојки? и за тоа треба убаво да се седне, убаво сите да направат. Не треба ништо преко ноќ да се донесат одлуки, али не сум размислувала на таа тема, затоа што мислам дека сега е стварно многу потешко. Али мислам дека сега скоро сите играат ракомет, сите имаат репрезентации, сите се на некакви Јер тогаш пак ќе ти се вратам, тогаш кога беше, кога ние дојдовме од бивша ја и Лела, и кој уште беше, и од Русија, Украина дојда. Исто така, таму немаше толку, нели, во Русија тогаш не беше како што е сега стандарди и све другче од и Украина. Сега не знам. Јас сум голем оптимиста и пак давам големо значење на нашите ракометарки, само треба повеќе да им се даде работат, да играат у добри клубови и со работа мислам дека може и да се направи нешто. Сега селекцијата што имаме сениорска е исклучително млада. Да. Значи повеќето девојки се под 22-3 години возраст, сигурно. Па да, така. Јас сега рачунам која Ивана Гакидова е само повозрастна. Повозрастна. Сара е повредена, Сара Ристовска, она сега нема да биде. Драгана Петковска е 29 години, а останатите се сите. Да. И сега како ние сега да ја подготвиме јавноста, да бидат трпеливи и да ги изчекаме овие девојки во процесот нивни на развивање, имајќи предвид дека повеќето од нив играат во Македонија, дека играат во лигата која што не е нели врвна, квалитетот не е врвен, квалитетот не е умерен, да кажам, да не употребам некој збор. Неколку девојки имаме полека што почнуваат да градат интернационална кариера, од кои што Ива Младеновска е уште младинка, например, така? Да. Како сега ние да ја подготвиме македонската нестрплива јавност за победа против Данска или против Словенија, дека мора да бидат трпеливи и да чекаме на овие девојки да им дадеме еден циклус од 3, 4, па дури и 5, пошо... Ева ќе ти кажам, ние кога бевме на светско првенство, јас имав 27 години. И позади себе имав веќе
Лига шампиони, играње, Репрезентативно искуство, репрезентативно, Така. јас, ти играше за Југославија, да, за наша Југославија. да, и требаше да играм да идем на Олимпијада како најмалата. Али сакам да ти кажам, гро наши ракометарки беа, мислам дека најголема експанзија на сите спортисти е од 25-та до 28 година некако дават свој и најзрели се, најмногу, најискусни и Најмногу гризат. најмногу гризат, ама и веќе си ти зрел, веќе знаеш, веќе не одиш само со сила, него одиш сега и со главата, и со силата, и со сите, ама мислам тоа е кога сме на врвот некој. Јел, ајде, така некако, со 26-7 години дека можеме. И мислам дека треба сите ние да дадеме шанса на девојки, да не само да дадеме шанса, него мораме да најдеме начин и модул како да се крене спортот женски по Македонија, да најдеме некој начин за повеќе вложување, затоа што со тренинзи се прави само играч и со надпревари. Не можеме ние реално да правиме муабет со еден тренинг дневно, да направиме Елитен врвни спортист, и- бројен спортист. Да. Мораш да имаш на таа девојка кога веќе сакам да дојдеш ти кај мене, ја морам да ти дадам да ти можеш нормално да живееш и да тренираш 2 пати кога ја ти кажувам. А не да имаш и плюс некоја работа или факултет. Не, ние сме уште аматери. Мислам, Да. и onda не можеме Изгледа тешко да се изговори, ама тоа е тоа е тоа е реалност. Да, Така. мислам, Јел ние кога бевме кометал, јас имав по 2 тренизи, ја на припреми кога одевме имавме 3 пати дневно тренизи, јутарни футинг, од сабајле и поручак. И не станав ја преко ноќ играч, кој што ние сега бараме преко ноќ да стане На некој. 21 година да е врвен. Да, затоа што све е постепено, све е со работа. И ти во тој момент беше свесна дека си професионална ракометарка. Апсолутно. Така. Ја на ништо друго не мислев. Јас и се мислев, фокусирав да се одморам за тренинг, имам надпревар тогаш, имам јадење тогаш, и ти само на тоа мислиш. Сега ти не можеш, ние бараме од нив, па зошто не се, чекајте бе луѓе полек. И ти у своја работа, ако работиш половично, нема да имаш работа. Нема да. Мислам, не е тоа само спортот, тоа е за било, тоа е и за животот, тоа е Понеделник, среда и петок не примаме муштери. така, Вторник од 12 до 3. до 3. Па, А четврток се спремаме за викенд. А четврток се спремаме за викенд. Сакам да кажам, треба да имаме некој модул, нешто да направиме, да можеме ние клубови да платат на ракометарки, да она само мисли на тоа. Да се професионализира. Така е. Бар неколку криза е, ние знаеме да е криза, знаеме дека луѓето тешко живеат. Знаеш кога ќе кажеш вака, онда луѓето тешко живееме, вака, јас знам сето тоа. Али мораме некој модул, нешто да кренеме едно скалило плюс ракометар. Ја да кажам еден луд предлог, а вие дали може би сте размислувале. Ајде. Пошто го имам слушнато пак во некои ракометни кругови. Ракометна федерација, Министерство за спорт, шампионот што е оваа година во женска конкуренција, дали ќе биде Металург, Чаир, Ѓорче, Вардар. И викаме наредниве 4 години буџет од €1.000.000 за вас, да видиме што може да направите. Не знам, не сум размислувала на таа тема. Затоа што ако се навратиме во времето на Кометал, 80% ракометарки беа репрезентативни. Тивки, Кометал имаше најак буџет, тука беа можеби не знам. Ама не беа конкуренција Кале Кичево, не се сеќавам, имаше, Прилеп, имаше нешто. Прилеп, Ама не беа конкуренција. Да. Така, тие беа конкуренција на вториот тим на Кометал. Значи реално Македонија и тогаш во најдобрите денови на женскиот клубски ракомет имала еден врвен клуб. Еве да ја земеме будучност. Во Црна Гора, врвен женски ракометен колектив, тие немаат конкуренција со години во Црна нема. Гора. Дали можеби сега да од нас помалите ќе се налутат. Ама еве модел кај што во еден олимписки циклус 4 години целата финансиска поддршка ја даваме, еве карикираме на Вардар. ЖРК Вардар. 4 години не направите ништо, следната година на Пелистер. 4 години не направите ништо, следната година на Чаир. И така некој циклус. Не знам, не сум размислувала. Не сум размислувала на таа тема. Сега И спомнуваш во- многу пари, така да милион за... Што е милион денеска. Добро. За женски ракомет. Јесте. Така, и тука собираме
твојот предлог, значи 3, 4, 5 врвни Сори, ракометарки. ти сакаш да кажеш да се направи репрезентација клуб. Репрезентација клуб и во него да купиме 3-4 врвни, да ја купиме Лекич, да ја купиме Да, Ана Грос, нешто 3-4 тука, репрезентација, пак да е нешто Балкан, да ни е тука некако да се Не сум размислувала тоа. Ти као кога репрезентација кога клуб да имате биде. ваму федерација состанок? Следен состанок кога? Не знам, како идеја не знам, тоа е Зашо еве извини, во машкиот ракомет пак наоѓаме некои мецени, некој Трифун има, некој Мукаетов, Да, има некој машки ракомет. Стериев, па Види, машки Пецаков, ракомет значи не се има више луѓе. 2-3 екипи. Така. Више не се 2-3 екипи, у машки ракомет е Алкалоид, Сериозен, Вардар, сериозен, Охрид, сериозен, Битола. сериозен. И Тиквеш може да се носи, мислам, Тиквет, Бутел. Бутел, така. Не знам сад Прилеп како е. Па не се лоши, имаат Пролет, некој странец, Пак Пролет. има, они сите скоро имаат Така. странци. Да. Сите имаат странци. А ние странци имаат Ѓорче, Металург една странкиња има, мислам. Чаер, мислам дека има. Чаир има 2-3 и Куманово. Куманово не знам една има. И толку. Така. Али пак финанси. Провери во календар кога е следниот состанок на федерација Запиши. и еве една луда идеја. Запиши. Така, значи да не чекаме 4, 8, 12, 16 години, него да речеме у период од 1-2 години да направиме еден Ама добро, мислам и ово што одвоивме лигата у Суперлига и у Прва лига, многу Тоа е- има подобрување кај девојки затоа што се силни надпревари. Јас секогаш ние Вардар не сме конкуренти на Ѓорче на Металург, али кога играш со нив девојки дават повеќе повеќе. и така. учат повеќе. И за следниот надпревар има мотив, така? Да, подобрување. Значи осеќаш по девојки дека веќе Да. добиваат. Оти кога силна. имаш надпревар кај што добиваш со 20 разлика, Така, не. ништо не добиваш. За никого не. Да, За ништо никого, не затоа добиваш. што она мисли дека е нешто, а у суштина не е средина си, Да. а вака кога И после кога ќе се соочи со некој посериозен, па доаѓа до разочарување. Да. Па ние кога бевме сега со кадетки со младинки во Црна Гора на европска првенства, аж 20 девојки. Али ја кога седнав со Црна Гора и со Хрватска и кога ми раскажува колку они веќе работат и колку имат собири, колку имат, ние сме сега почнавме. Али деца. Сега Ракометна федерација дава собири, ние имавме прошлиот месец сите репрезентации. Сега дури сте и пред мажите. Сите Пошто тие немаат репрезентации се пионерска, собра, да, така. сите репрезентации се собра. Треба тоа се да да сместиш, да направиш у хотел Русија тренинзи, ја не санадски, мислам. И за деца е другчие кога ќе кажеш добиеш неки мотив плюс да работиш, да правиш, али пак не треба преко ноќ. Треба еден континуитет од 4 што викаш ти 4 години да се види еден циклус. Ракометни циклус и за пионерки, од пионерки, од кадетки, тоа е исто така циклус еден да се да, просто така. Како ни беа сега по селектори? Грчевски е на сеньори. Даниела Новевска кадети, Кадети. Симе Симевски младинки и Славиша Димитриевски од пионерки. Пионерки. Да. Има ли доволно избор Славиша, пошто таму треба да почне? Славиша имаше најмногу избор. Славиша имаше собири и сега последен собир имаше 32-3 мислам коментарки и од тие сега треба види кај пионерки е тоа треба и да сватат сите кај пионерки е за месец дена некоја може да експлодира, некоја не. И он мора цело време да прати процес на тие деца затоа што некоја ќе се заљуби или ќе у школо ќе ослабне и цело време да има еден број ракометарки, ама мислам дека фати он убаво еден темпо и мислам дека таа пионерска може да напредува доста. Сега сме се пријавили на медитерански. Во февруари пионерки ќе одат, така па ќе видиме и они ќе бидат тамо у Приштина. Да, низ надпревари се расте. Так, апсолутно. Без надпревари. Едно е тренинг, едно е надпревари. Да. И самите девојки и тренерите гледаат кај се, што се... Да, нормално. И тренери врастат. Видите, никој не е роден научен, човече. Сите сме ние кроз грешки мора да направиш подобра работа. Или нема да ја правиш. Или ќе се сам погледнеш и ќе кажеш да, сгрешив, да не направам тоа следниот пат, дај да видам што да направам подобро. Во Вардар сте се уште со Нацева, комбинација и таму сте фокусирани на работа со млади. Да, повеќе со млади. Повеќе со млади. Да.
Дали во некоја петолетка се гледа нешто напад на титула или слично? Тешко е. Мислам, пак се навраќаме финансиски тешко, затоа што ние немаме ни странци, ние девојки наши се, па да ти кажам, 2-3 има 2000 прво, второ, и остало е све, многу се 600, 7, 8 младинки и кадетки. И акцент ставljаме на тие девојки. Прв тренер е Анжела Платон и вие сте таму кометал во мало. Да. Па добро, ние сме више со години заедно и мислам дека тај рецепт може и да успева, затоа што можеме и со Анжела и да направиме муабет и со Анжела и со Даниела е кај нас кадетки. Така да, мислам дека функционираме. Никогаш не сме нереални, него знаеме докаде можеме и мислам дека имаме една убава приказна да ги подготвуваме младите и онда ние на ни една ракометарка кога сака да отиде некаде или у странство или негде никогаш не кажуваме не, него викаме со среќа нека тие, до тука ние можеме, до тука направивме, секој да си бара својата среќа на друго место. Jer мислам дека не треба на никого да се спречи нешто, не знаеме каде е среќата, секогаш кај нас им се врата отворени ако сака да се вратат. Кога ќе ја погледнам вака пошироката селекција сега на Македонија прв тим, еден куп девојки има таму што излегоа од тука од маđари од една школа Кастратовиќ. Да. Тогаш беше убава школа и се работеше многу убаво. Тоа е од 2003 година, па видите 96-97 генерација тогаш правевме големи резултати со тие, тоа е Сара Ристевска, Драгана Петковска, Нина Бојаджиска беше тука Ивана Гакидова е 95-та, али она е исто од кај нас. Имаше многу ракометарки, Симона Стојановска, Ангела Тодоровиќ, али таа генерација 96-97. Многу се вложуваше во нив, многу добри беа, па после 98-99 тоа е Ива Божиновска, тоа е Анастасија Николовска, тоа е она беше 98-9 Гичевска Леонида. Тоа се баш ракометарки што сите од таму изгорчија. Да. И од помладиве сега кои Да. Ја кажувам овие како почнавме, па после тие 2002 прво. Има една легендарна анекдота за враќањето на Аце Русевски од Олимпијада, кога се вратил и кога го пречекал сега дали Атанас Костовски или некој од тие легендарни наши спортски новинари и кога го прашале Аце кои се следните планови, тој кажал планирам бораката да испадне. На Комановски планирам бораку да фарма, после ќе видам. После ќе видим поставите. Кои се следните планови да Индира. Репрезентација да ја искречиме. На Индира? А добро, сега Индира влезе во ракометна федерација и мислам дека почнавме нешто. Јас имам чувство дека ти си таму цел живот. Не. Да, близко сум живеам таму, близко. Да, Индира во федерација. Живеам таму близко. Али една приказна и мислам дека и председател Александар и Владко генерален секретар имат една визија, една желба пред се и сакање да направат нешто и толку се трудат да стварно сум позитивно изненадена кога одам на работа тамо, толку сум сретна, насмеана, весела и ништо не е тешко, ништо не е проблем и кај нив кога ќе седнеме, кога ќе направиш муабет и кај нив нема не можам, ај да видиме како да направиме и стварно тоа се покажува сега и селекции, и млади категории, сениорска репрезентација и каравани што правим. Така да мислам дека почнува една убава приказна да биде и тамо се гледам, јас сум една постари таму. Вака ги бројам колку има пред мене се млади, амбициозни деца, али добро и тие деца можат и од нас повозрастни нешто и да научат и да извлечат полука. Ти благодарам многу. Таман сакам да ти кажам, помина сат време. Помина, така, ето, гледаш како само ни стави до знаење дека е доволно интересни некои теми си раскажавме, нешто што би беше интересно. Ти дав една провокација за следниот состанок да се предложи. Добро. Нели брейнсторминг, луди идеи, некојаш нешто може да излезе. Ти посакувам многу успех во РФМ,
да си го терате Вардар, да го држите жив, битен ни е. Да, благодарам. Дај Боже да се појави некој спонзор помалце и да се... Дај Боже, не да. само за нас, него за сите. Јас за сите сакам да имат некои спонзори да живне Да, спортот. совршено ни е јасно дека Да. без тоа, инвестиција така таква, Така е. ние го имаме оној дел таленти, деца, Така е, страст, љубов кон ракометот, ама Али треба без сериозна инвестиција не ни треба. Еве, сега од Федерација исто има добри најави, мини ракомет, Да. софтвер за статистика, софтвер Така. за тренинг, значи Да, доаѓаат добри времиња. добри времења, се надевам и луѓето ќе го видат тоа и некои од спонзори можда ќе кажат ајде да вложам да пробам. Јер мислам дека у женски ракомет може побрзо да се стигне до повеќе, до високо горе него машките конкуренција е многу голема. Ти благодарам многу, ми беше исклучителна Благодарам и на тебе. чест официјално да разговараме, не онака на трибини само со браво. со дофрлање и поздрави Зоки. Очу, хала.